Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска, а оваа тема, овој блок, иако малку со задоцнување, ќе го посветиме за жал на лошите состојби во новинарството, конкретно на еден последен случај кој е многу важен за нас новинарите, а тоа е повикувањето на полициски разговор на нашата колешка Сонја Делевска од редакцијата Сакам да кажам по објавен текст. На оваа тема разговарам со двајцата председатели на самостојниот синдикат на медиумски работници и на Сдруженијето на новинари. Павле Беловски, Младен Чадиковски, добро утро, добро дојдовте во студиото на утрински брифинг. Беловски, ќе почнам од тебе, бидејќи сме колеги, ќе се обраќаме на ти. Синдикатот вчера веднаш реагираше откако дозна дека колешката Сонја била повикана во полиција на разговор. Ние во изминативе 3-4 години постојано ја држиме активна темата за безбедност на новинари, постојано се прават обуки помеѓу новинарите и полицијата и не бевме навикнати да гледаме како се повикуваат новинари во полициска станица. Зошто? Што се случува сега за вакво заобиколување на постапките? Ти благодарам, Крис, пред се за времето кое можеме да го одвоиме на оваа тема, затоа што ја сметаме многу важна, токму така. Овој случај оди на релација на она што ние постојано го зборуваме, а тоа е двата клучни елементи ние за да имаме здраво новинарство во рамки на демократско општество како што се декларираме и се ние стремеше Европската унија. Еден аспект кој денеска нема да го зборуваме, а кој е социоекономската сигурност, вториот би бил безбедноста и отсуството на цензура и самоцензура, така што токму овој случај со нашата колешка драга Сонја Делевска оди на конто на тоа дека имаме уште еден, како да кажам, можеби ќе ги бирам зборовите, несакан обид за заплашување и загрозување на работата, односно на новинарството, на низиното новинарство како истекнати долгогодишен новинар. Но за да можеме точно да зборуваме што се случило, пред се треба да ги изнесеме и фактите за овој случај. Јас не би сакал да верувам дека имаме одново полициска држава и механизми со кои во едно време властите се пресметуваа со нашата професија, со и поединците во неа, така што тоа би било многу опасно ако изведеме таков заклучок и одговорот на тоа би било ние од овде ќе треба веднаш да си ги поставиме шаторите пред собранието и пред владата, ако констатираме таква состојба. Сепак мислам дека има отсуство на такво нешто, но имаме големи пропусти. И тоа мораме да го забележиме, од тоа не можеме да отстапиме. Со должна почит, веднаш ќе констатираме хипотезата дека се покажа одново фрагилноста на Министерството за внатрешни работи и нашите укажувања како медиумски организации дека нема доволно екипираност, нема доволно капацитети да ги препознават овие случаи, односно случаите каде што имаме случај против новинар или случај во кој е инволвиран новинар. Така што ние нема да зборуваме денеска за тоа како постапил полицискиот службеник кон случајот со Сонја Делевска, односно по пријавата од раководител во Министерството за правда, ние ќе зборуваме, претпоставувам, малку повеќе за пријавата на раководителката во Министерството од правда, незадоволна од текстот на писите на... И за тоа ќе разговараме. Чадиковски, многу голем број обуки беа направени на кои што присуствува МВР и ЗНМ или полицијата, полициските службеници и новинарите. И тоа беше еден процес кој воопшто и не траеше кратко, тоа се случуваше и во сите други градови, не само во главниот град. Таа соработка и тоа доближување, за да не се случуваат не само вакви, туку и пострашни работи, сега некако се враќаме на основите, како да се заборави сето тоа. Зошто се случува ова? Да се надеваме дека е инцидент, а не е намера или тенденција која што ќе продолжи. Ако е инцидент, тогаш верувам дека МВР ќе може реално и брзо да си ја испита таа ситуација и да ја увиди грешката и евентуално да направи санкции, односно казна за тој што направил ваква грешка во постапката, бидејќи ова е прв случај во поново време за напишан текст во кој што нема никаков тип на откриена државна тајна, нема тип на закана, на било што. Значи за текст во кој што се открива злоупотреба на власта, во случајот на Министерството, во Министерството за правда, се повикува новинар на информативен разговор. Во поново време, велам, ова е прв текст, преседане,
Се надеваме дека ќе остане последен, меѓутоа ова ни говори дека Преседан. треба да го вклучиме алармот, да бидеме уште побудни во следењето на овие нешта и на начинот на кој што институциите го практикуваат владењето на правото. Ова не смееше да се случи. Се случи, сега очекуваме санкција. Да, работата на МВР е да ги отвара случаите и постапките против оној за кој што има индиции за криминал, а не против оној кој што го открива тој истиот криминалот. пријавил практично И криминал, она што ја пријавил новинарката. Што јавноста треба да знае во овој случај, исто така дека онаа која пријавува не беше објавена со име и презиме, туку сама се препозна од текстот. Павле сакаше да поразговараме малку повеќе за постапката, а тоа е праксата дека досега одеше прво сите представки одеа против новинари одеа прво до Совет за етика, а потоа на суд. И практично судот беше онаа инстанца за притисок врз новинарите и на тоа се работеше во изминативе години. Како и зошто некој во МВР дозволи да не ја отфрли оваа пријава или да постапува по оваа пријава вака како што постапи? Токму и од тука, од твојот заклучок, Крис, ја доаѓа и нашата голема загриженост. Бидејќи станува збор за луѓе кои ја познавале проблематиката, зборуваме за вработена во Министерството за правда, од каде што треба да доаѓа, нели, да се индуцира правдата, да се и примената на правдата, и доаѓаме од полициски службеник. Ајде ќе речеме дека полицискиот службеник е секундарен во случајот и он постапил по член 63, дека мора по пријавата да постапи. Но он направил пропуст и пак ќе се надеваме, како што вели Чедиковски, дека тој е инцидент и дека тој не ја познавал добро материјата, бидејќи требал да ја упати пријавителката, токму требал да се запознае на што се однесува пријавата и да ја упати онема каде што треба, а тоа е во граѓанска постапка. Зошто постојано се поставува како оправдување непознавањето на материја? Не е дозволиво да работи некој во МВР што не ја познава материјата? Дефинитивно. Но нас уште повеќе што не загрижува е токму пријавителката. Значи, она направила, ние не можеме да гледаме поинаку на овој случај, освен дека она се обидела да направи притисок врз колешката Делевска и атак кон нашата професија. Во овој случај има уште еден елемент што може да се отпосле сега земе предвид, тоа е дека колешката Сонја Делевска или редакцијата, доколку сака, нашата правна помош стои на располагање, може да тужи за лажно пријавување. Значи, постои таа инстанца во ваквото, бидејќи во случајов пријавата од раководителката еклатантно може да се третира како лажна пријава против граѓанин. И обид за замолчување, заплашување од она што ние стравуваме и затоа што денес бурно реагирам. Ќе останат организациите на барањето дека се бара јавно извинување од МВР и санкции за вработениот? Освен што барам јавно извинување и санкции за вработениот, ние очекуваме поинтензивна соработка со МВР и токму од тука ја потврдуваме нашата хипотеза дека ние мораме. Соработката со МВР е интензивна во последните неколку години. Но не дава резултати. Не дава резултати. Не дава резултати. Тоа не разочарува. Тоа е прашањето. Сега еден службеник утре ќе биде друг службеник во соработката? прашање. Значи ние мораме да повикуваме јавно од тук дека мораме да наоѓаме начини како поинтензивно да разговараме и да имаме обучен кадар во МВР кој ќе се занимава со проблематика медиуми. И бидејќи за да не доаѓаме во вакви случаи. Спомнавме она претходната форма на притисок врз новинари, а тоа е судот, инстанцата по која што најчесто одат луѓето кои што сакаат да се пресметаат со новинари, па и институции, не само поединци вработени. Можам да кажам дека случаите за подкуп, за пријавување подкуп или откривање подкуп од страна на новинари некако послабо се третираат во нашиот правосуден систем, може би и отпорот е поголем внатре во институциите, затоа што очигледно е дека имаме корумпирани институции, ако луѓето сами се препознаваат по новинарски текстови. Каков е вашиот став за тоа дали се постапува по овие работи и секако дали продолжија судските тужби против новинари или забележуваме тренд на намалување? Да не го забраваме обвинителството во правниот механизам. Значи ние превуваме до обвинителството, токму и од таму беа нашите напори, нашите напори на медиумските дружини да се екипира обвинителството со посебно оделение каде што ќе работи со медиумите. Дали станува збор за гонети медиуми или медиуми кои имаат нешто да достават и нешто да акцентираат од повисок профил на
се однесува до оставам до судските за да ме го случаи работе тоа кои што поинтензивно. да, тоа го работевме, се уште таму нема ништо во обвинителството. За жал, во однос на судската пракса, можеме да кажеме дека во последно време се забележува голем број на случаи кои што тужителите ги губат во суд против новинарите, што на некој начин е еден, да речам, позитивен исчекор во тоа што се случува, иако се разбира, ние не одиме кон тоа дека ние треба да ги судиме однапред нити случаите, нити предметите, меѓутоа, последните неколку примери, десетина можеби, покажаа дека судиите прилично лесно, брзо ги отфрлија тужбените барања и тоа најчесто стануваше збор за оние нови, модерни форми на притисок врз новинарството, така наречените слеп тужби, со кои што практично имаат за цел само да го малтретираат новинарот, да го обесхрабрат да пишува, а немаат дури цел ниту да постапката да заврши во корист на тужителот. Така што тоа е еден нов тренд загрижувачки, кој што сакаме сега да го споделиме, дека се јавуваат се повеќе на тужители, најчесто јавни функционери, дали се тоа претеници, дали бивши функционери, дали владини поранешни функционери кои што или бизнес моќници кои што се закануваат на новинарите со тужби кои што во основа немаат реална база, меѓутоа ги носат новинарите на рочишта, ги малтретираат, ги ангажираат адвокати, се окупираат со други теми наместо со тоа што им работа со новинарството. Тој нема позади колегите за ваквите случаи. Да, секако. Зборувам во правна смисла, да, во правна смисла, да. И за нами имаме правна поддршка, имаме правна адвокати кои се разбираат. Целосна имаат новинари. Сосем за крај ќе заокружиме со соработката, сепак остануваат МВР и обвинителството како еден проблем или кој што уште не сме го решиле, или комуникација која се уште не е воспоставена на адекватно ниво. Ке барате ли средби во обвинителството и во МВР, можеби со министерот, поврзани со овој случај? Бидејќи често се среќавате, не е дека немате комуникација повторно. Средби за да не излеземе од таа формалност, тоа ми беше збор, за да излеземе од таа формалност, нас ни треба веќе реализација. Треба да влеземе во процес на реализација, а постојано не идуваме, немаме доволно буџет за оваа година, настана економска криза, не може да се екипираме, недостасуваат обвинители. Постојано се вртиме во еден магичен круг каде што средства се најчесто изгор. Не би должил повеќе во интерес на времето. Прво очекуваме разрешница на овој случај, за да видиме понатаму како би ги презеле чекорите. Тој процес, немањето финансии во обвинителството или? И волјата и финансиите се волја, финансии и ресурси, тоа е сето на што се вадат. Владен Чадиковски, Павле Беловски, благодарам што бевте мои гости утринава. Со мал упат во времето, сега го препуштам студиото на колегата Чомовски. Јас сум Кристина Атовска, ви благодарам за вниманието. Останете со утрински брифинг.